Калкулации, пресметки, пребројувања, ова се активностите кои се во тек по вчерашното одржување на изборите во земјава. Ова се 9-ти парламентарни избори за пратеници во Собранието, 4-ти предвремени од оние во 2008 година. Во Велес гласаа 71,8% од 46.389 граѓани со право на глас на 83 избирачки места. Граѓаните со став нека победи по добриот, но да работи во корист на народот и на државата. Што очекуваме да си биде кој што треба да си поминат со мирно да биде и секој граѓанин да си гласа спрема своето убедување. Било која власт да дојде, само да биде на побода дојде. Уствари за децата да има запослување и подобар живот. Кој ќе победи, нека му е со среќа. Треба народот реално да си го даде својот глас. Иднината на нашите деца е во рацете на Македонија. Доста е веќе на излезено со државата. Значи, корка лепи екзистенција надвор од татковината. Без разлика кој, нели, појакиот нека победи, ама да размислува на младината што поскоро да ни се врати во татковината. Очекуваме добри да бидат изборите, фер, демократски и да има мир, што е најважно, да има само мир. Млади да се запослат, за постарите, пензиите да ни одат. Се надевам дека ќе биде на подобро одиме. Сега без разлика која партија ќе победи, моментално не сум ограничен за било која партија, неутрален сум, граѓанин. Што можам да кажам, само демократија, фер избори, мир и запослување. Своето право на глас го остварија и кандидатите за пратеници и градоначалникот на општина Велес. Како што рекоа, градот од секогаш докажувал дека изборите може да минат мирно во фер и демократска атмосфера. Нема никакви поголеми нарушувања на изборниот процес. Тоа е најзначајно и секако значајно е да победи Македонија. Од новиот парламентарен состав очекувам да се занимава со економски прашања, со прашања од инвестиции во инфраструктура, создавање на услови за нови работни места, а да не се занимава со теми кои што се спротивни од интересот на граѓаните на Македонија. Граѓаните на Република Македонија треба да решат дали сакаат да продолжат по истиот пат по кој што се движат досега или да изберат живот во Македонија. Јас очекувам, имајќи ги во предвид се она што се направи во претходниот период, во огромно мнозинство да излезат и да го поддржат животот во Македонија. Во секој случај ова треба да бидат мирни избори во кои граѓаните без никакво влијание, без никакви притисоци ќе го изразат тоа што сакаат на избирачкото ливче. Се надам дека успешно ќе завршиме изборите и во Велес и во цела Република Македонија и новиот парламентарен состав нормално да стави крај на оваа политичка криза во Република Македонија и да новата влада да работи во интерес на граѓаните на Република Македонија и нормално во интерес на државата. Очекувам да биде во служба на народот, на граѓаните на Република Македонија. Очекувам дефинитивно да заврши оваа наметната криза која се одрази на сите нивоа на животот во Република Македонија. Мислам дека Велес од секогаш имал демократски капацитет, како и секогаш досега, дека денот ќе помине во најдобар ред и дека на крајот, после 21 часот, ќе ги видиме резултатите. Нека подобри оној за кој што нека победи оној кој народот ќе му даде доверба, успешно да води Македонија низ турбулентните времиња што следуваат. Гласањето во Велес, како и во целата земја, го следеа голем број домашни и странски наблюдувачи. Својата наблюдувачка мисија од Велес ја започна и амбасадорот на Соединетите Американски држави Джес Бејли.